Тоа е грло ненапеано. Тоа е човек кој што остава траен печат на нашата музичка сцена со својот моќен глас, со својата интерпретација, со која што секогаш ја магипсува публиката. Наум Петревски, дел и од Македонија во срцете носиме, успешната македонска музичка приказна, која што имаше на вистина фантастична година позади себе, со многу успешни концерти, а сега во тек еве втората сезона. Сите велат дека со големо задоволство ја продолжувате сите вие оваа приказна. Апсолутно точно. Ова е убав и голем и сериозен проект. И многу е битно што овие песни ги пронаоѓаат младите и будат така со нови аранжмани, малку поинакво чувство. Значи, младите веќе слушаат доста повеќе него порано. И мислам дека со овие проекти се доближуваме до младата популација. Ова лето температурите беа исклучително високи, но тоа вас не ве спречи да си работите, да снимате дури на тие високи температури. Значи, дел од песните, преработките се веќе снимени, останува да се снимат двете заеднички. Номери, ајде прво за претходната која што веќе ја сними и која ја пееш во овој втор циклус од проектот. Се работи за песна на Дедо Јонче, јас си го викав. Многу се дружевме порано со Јонче, така да легендарната негова песна, таа чест припадне кај мене. Јас да ја отпеам, ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Тоа е вистински легендарна песна. Да, така е, песна која што е бисер во таа наша македонска ризница, особено да кога се и тие патриотски песни во прашање. За помладите учесници во овој проект е голема чест и привилегијата да бидат дел од него, но верувам дека и за сите вас кои што сте дел од самата наша фолк елита е голема исто така чест. Апсолутно, и кеф. Апсолутно голема чест ми е што баш мене ми дојде ова песна да ја снимам. И се надевам дека ќе се продолжи вака секоја година да се прави по неколку вакви песни, по некоја заедничка, да има што да слушаме. Јас веќе и мој проект правам по повод мојата 60 годишница со 40 на естрада, за година и пол, две ќе биде тоа. И планирам да снимам 30 песни, од кои 15 се тамбурашки, а другите авторски, ново компоновани. Значи ли тоа дека полека може да се подготвуваме и да очекуваме голем јубилеен славенички концерт, бидејќи сме биле сведоци на прекрасни јубилејни концерти за досегашниве моменти од кариерата? Апсолутно планираме нешто поголемо да направиме по тој повод, бидејќи после веќе доаѓа, како и кај секој залезот на сонцето, така да ми е да офатиме овој предзалез и да направиме што повеќе македонски песни, така да има нашата популација што да има во фонотека. Тоа предзалезот е всушност период кога човек има најмногу акумулирано искуство, знаење, мудрост, професионално, но и живот. Апсолутно така е. И песните ги бирам. Веќе 90% од тамбурашкиот дел се веќе завршени. Остана уште неколку и од септември почнувам јас да ги снимам. Значи вокалот, иначе музичкиот дел е веќе завршен. Значи само што ќе заврши и ќе финишира подготовката на вториот дел од Македонија во срцете носиме, продолжуваш ти со твојот проект, тоа значи дека нашето грло ненапеано не престанува и нема време за паузи и за одмор. Па нема, мора да се направи тоа и уште тоа уствари ми остана во животот и после ќе видиме. После како ќе се движат работиве. Па после се знае да се лови риба, да се ужива во салатичка, ракиичка. Тоа до души сега го правам. Секој слободен момент, лов, риболов, друштво и така. Наум, ти благодарам, посакувам да се исполнат со леснотија сите планови и предвидени активности, а ние ќе се дружиме и пред камерите и позади камерите и понатака со Господ напред. Благодарам, исто ви посакувам се најубаво и ние продолжуваме со работа и со дружење.
Фала уште еднаш.